колку можам да проценам? Господинот Георгиевски е посветен на својата функција. Се труди да напред да измени нешто она што да не кажам, со децении наназад не е променето. И јас имам доверба дека он ќе испорача. Ја не сакам да испорача се што ветро. Нека прво го очисти градот. Нека даде јавниот сообраќај. Нека даде алтернативен јавен сообраќај за Скопје. Метежот кој што е сега во утринските часови, попладневните часови, тоа е катастрофална за Скопје. Мора да се најде поткитно солуција. Има големи предизвици. Ворков Илија има два пати следба со него и мене ми е мило што почитува луѓе кои што имаат искуство и знаење и сака да слушне некои нови идеи. А дека е Ворков Ил, верувате ми, мислам бев забезекнат кога он буквално од 8 сат навечер до 10 сат навечер он е или во офис или негде по јавните предпријатија во кои што ги бара сите тие работи. Сепак е прекраток мандатот, што знам, веќе помина 3-4 месеци од кога он е на функција, да не очекуваме дека он ќе ни испорача тоа барди долени. Не може таа. Да се има одговорна функција, верувате ми. Знаете што ми кажа господинот Јанковиќ, актуелен се уште градоначелник на Љубљана. Пријатели сме со него. Со Бандич, покојниот на Загреб, прекрасни пријатели. Љубљана кој што 380.000 жители. Во тие време имаше 800 милиона евра буџет. Градот Скопје 40 милиони се нас. И он ми кажа кога дојде во Скопје, вика, Трифоне, кога ја би бил на твое место, ја не би бил ни 24 сата, не би останал на функција. Без пари, што ќе испорачаш ти?